Јас сум Роберт Атанасовски, фоторепортер од агенцијата Франс Прес и од порталот mkr.mk. Сум работел во скоро сите весници во Македонија, почнувајќи професионалната кариера почнува од Дневник. 2006 година бев дел од првата екипа на првиот приватен дневен весник во Македонија, после во весникот Време, Нова Македонија, малку во дневниот весник Фокус и тоа е тоа. Еве сум сега тука. Ми беше многу интересно, ми беше возбудливо затоа што беше тоа едноставно некаква си професија што сум сакал да работам и што почнав да работам и ја работев онака со огромно задоволство. Мислам дека тогаш во тоа време работев највеќе во мојот живот, а во исто време заработев најмалку пари. Мислам дека тие работи идат заедно една со друга. И буквално работев 12 сати. По тоа време не ми беше многу почетокот нормално не, меѓутоа после првата, втората година стана многу тиражен, стана многу популарен и стана многу влијателен весник. Мислам дека во тоа време единствено од тога што се некои 90 години, касни 90 години, дека владата се плашеше од весникот. Мислам дека после тоа веќе го немам да оживеено тоа чувство. Без сведок, не кажеме, на ТАТ, големиот скандал. Мислам дека со колегата Слободан Стодич месец дена живеевме во Битола. Да, буквално живеевме во Битола и секој ден ги следев тие настани. Си реков, сега ако не покажам нешто или ако не направам нешто, па нема кога едноставно. И се сеќавам дека со моите колеги имаше некаква си стенкове, ставо некакви си кампи, имаше полиција и војска што го чуваше и ние влегувавме преку некакви си реки, некои патчиња, преку некои огради, не бркаше војска полиција, наставно да влеземе таму затоа што не беше дозволен пристапот за секого. И мислам дека таму се направија многу добри фотографии и таму едноставно ми почна мојата, условно кажам, меѓународна кариера, затоа што ме приметија некои колеги фотографии што работеа од Франција, од Германија. Отидовме на крајната дестинација до која што можевме да стигнеме, тоа беше на Србата Култук. И таму буквално се покаше, мислам, буквално куршумите летаа околу нас, онака, на 2-3 метри. Буквално се чувствував како да сум, не знам, оние преканите од Салвадор или Хондурас од 80-ти години на Средна Америка. Од почетокот, додека човек живее во некаква си, условно да кажано, нормална ситуација и сите случувајќи сите ситуации, како не знам, сообраќајни несреќи, бегалски кризи, едноставно те потресуваат човечки, меѓутоа се врши својата работа. Меѓутоа кога ќе се соочиш со некаква си опасност за својот живот, не е така едноставно. А од друга страна, многу брзо се навикнав човек. Јас за 2-3 дена се навикнав дека идам во Тетово, дека треба да фотографирам и дека таму е опасно. Во Радоша бевме, се сеќавам дека бевме са Бајле и мислам буквално дека после Кондово на Радоша кога се иде, дека буквално беше жив човек на патот. И идеме во Радоша, целото село беше празно. Буквално беше празно. Мислам како, не знам, како после некоја нуклеарна војна. Не беше жив човек. Идеме во полициската станица, која што знаевме дека се наоѓа некаде на сред село, и таму имаше 4 полицајци. И вика, што правите тука? Па вика, дојавме да видиме што да правиме репортажа. Па вика, што ќе правите репортажа? Викам, од вас. И пиевме кафе со нив, ги фотографирав, и они рекоа дека нешто ќе се случи, мислам, беше атмосферата толку напната, мислам, буквално можеше со нож да се сече, буквално кажано. Имаше наладен, имаше идеше во нас во пресвет и застана човекот и вика, што барате тука? Па викам, дојдовме во репортажа. Каква репортажа? Вика, бегајте си, вика, овдека е многу опасно. А вика, имате цигара? Викам, имам, да, повели. Земам цигара, му дам него и тој вади бомба. Вика, сега ќе ти запалам. Викам, не фали, имам палјач. И вака му да држи со прстот на окидачот. Не, викам, имам палјач. Други ден беше нападот на Радоша, дојда полицијата, не знам. Си отиде, мислам дека беше, не знам, 2-3 недели таму, некакви си борби имаше. Во мојата работа
не е толку за наради колку што се објавите во странските вестници. Мислам дека тоа е најголемата потврда на вредноста и на работата во определениот ден или момент, затоа што во исто време јас фотографирам со 50 фотографии, во исто време тие 50 фотографии ќе дадат по 10, 15, 20 слики, тоа се 1000 до 2000 слики и од таа фотографија на тој настан да одберат мојата фотографија, тоа е дефинитивно признание и тоа е дефинитивно потврда тоа што работиш, дека работиш добро и мислам дека и пред тоа, али за време на мигрантската криза има насновни страни New York Times, Washington Post, Guardian, објави внатре во весниците. Меѓутоа, дефинитивно насновна страна на New York Times е најголем престиж што може еден фотограф како мене да ја доживее. Па не знам дека можам да работам, дека можам да одам. Бидејќи тоа е тоа, фотографијата е барање на нешто ново, барање на некој нов хоризонт, барање на нешто што јас би сакал да ми го покажам на луѓето што седат дома. И едноставно одиш некаде, фотографираш и го даваш на луѓето од дома, во весник или на телевизија, да го видат тоа што ти си го доживел таму, низ твоето око. И колку повеќе успееш да ги допреш некако со некаква си емоција да пренесеш од таму до таму, ти си некако си линк, толку повеќе си успешен во твојата работа.